Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Додека на 8 септември се славеше независноста на Република Македонија, почитувани слушатели, а ние емисијата минатата недела ја посветивме на 60 годишнината од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, денес е пак црковната нова година нека на помош. Вечерва ќе го искористиме говорот од свештеникот Александар Тодоровски по повод празникот на црквата Свети Климент Охридски. В недела пак на 21 септември е раѓањето на Света Марија, а прилог за житието ќе дадеме идната недела, но затоа пак вие повелете на во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Кон овој контекст да спомнам дека в недела ќе зборуваме за македонската нова година стара од 21 септември по јулијанскиот календар 7384 години македонската нова година, додека пак еврејската е 5786, а кинеската 4323 години. Вечерва ќе дадеме и прилог и за Петар Карпош и Карпошовото востание, кој беше роден во село Војник, Кумановско. Исто така од рубриката Жена, мајка и дом ќе го завршиме серијалот, би рекла, за кромидот како природен лек, а вечерва, место мој коментар на неделата, ќе ви презентирам колумна од мојот сонародник, сограѓанин, би рекла, Ламбе Арнаудов. Би сакала да ги спомнам и донациите што во изминатите 2 недели ги дадоа, само ги спомнав имињата тогаш, Миле и Цвета Бошковски од село Грешница $100, Влада и Мара Димитриевски од село Грешница $100 со фамилиите, Нуна Клюнковска од село Љубејно со фамилијата $50, Дорче и Дајан Николовски од село Љубејно со фамилијата $150, Сребре и Лена Джанџуровски од село Градешница со фамилијата $150. Но благодарност искажувам до Алексо и Елен Петковски со фамилијата кои подаруваат $200, потоа Марија Ангелевска со фамилијата $150, Никола Стојановски со фамилијата $100, Грек Цанев $100, Благој или Бени Дејановиќ, собственик на фирмата MDN Construction Limited, подарува $100, неговиот син, а познат рилистет, Мајкл Дејановиќ, исто така подарува $100, а пак нивната сопруга и мајка, познатата меѓу нас Лидија Дејановиќ, со синовите и фамилите подарува исто така $100. Токму и вечерашна наша емисија, сите овие, драги сонародници, ја спонзорираат самата вечерашна програма. Пред се да ја честитам, реков, црковната нова година, а на сите кои вам ви посакувам добро здраве и љубов меѓу сите нас, но и убавини во Македонија. Ќе отпочнеме со поздравна песна, чиј автор на музиката и текстот е Ајрадин Демировски, роден во Битола,
и како млад со родителите замина да живеат во Турција, но никогаш не ја заборави неговата матична земја Македонија, посебно неговата родна Битола, што дури неговите внуци го зборуваат македонскиот јазик. А тој, како што знаете, со музика и текст има напишано Битола мој роден крај, потоа со Битола се гордеам, Саној Ленаде, Тајки даскалот, Нестој до недонке, Збогу мајко, Ајде радо, испрати ме, Не се фајкај до недонке и уште многу други македонски песни, што всушност ги рачунаме како народни традиционални песни. Па да одиме овој пат со исто така негова песна со музика и текст За кого ти цути дано лицето. Пријатно дружење со нас. Председателот на Македонската православна црква Света Недела од Еџекс, Ристо Трифуновски, со својата управа ви соопштува дека црквата располага со удобна сала за помали свадби, крштевки, родендени и слично. Телефонот е 905-431-4944. Инаку секој вторник со председателот Мај Кожовски и прекрасното јадење што го приготвува шефот на кујната Марија Ангелевска ве покануваат на заеднички ручек, реков секој вторник. Но исто така и црковната општина Свети Климент Охридски располага пак три модерно премени сали на црквата за ваши семени слави, крштевки, родендени или било какви манифестации. Нека ваше место биде една од трите сали на црквата Свети Климент Охридски. Исто така во неделите или за религиозните празници, како што сега е и 21 септември, Мала Богородица, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот
Телефонот е 416-421-7451. А во ова бурно време, на сите нас ни треба и удобен дом. Овде меѓу сите нас е нашиот сонародник, инаку real estate agent Майкл Дејановиќ од фирмата Real Page Signature. Телефонот е 416-443-0300 или мобилниот телефон 647-967-5660. Дали продавате или купувате куќа или било каков неподвижен имот, препуштете на Майкл Дејановиќ, кој си ја знае својата работа, а вам да ви го олесне проблемот и да бидете задоволни. Не чекајте, јавете се на телефон 416-443-0300 или мобилниот телефон 647-967-5660. Майкл Дејановиќ, вистинскиот човек на купо-продажба. Радиочасот пак Глас од Македонија еве веќе 56 години е заедно со вас, почитувани слушатели, но овој пат ја бара вашата финансиска помош, донација, спонзорство и слично. Ве молиме, доколку мислите дека е потребно да постои ова радиопрограма, помогнете не. Вие ја решавате судбината на ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647-780-6549 или 416-691-7184. Во продолжение да одиме да ве запознаеме, верувам дека знаете околу Карпошовото востание, но ќе дадеме и кратки информации околу Петер Карпош, кој беше роден во село Војник, Кумановско, во 1655 година, а го отепаја во Скопје, односно го накачија на кол во 1689 година кај мостот во Скопје. Па да чуеме. Петер Карпош, како што реков, роден во село Војник, Кумановско, 1655 година, а почина или го отепаја во Скопје 1689 година. Познат само како Карпош, предводник на големото народно востание од 1689 година на македонскиот народ против Османлиското царство, познато во историјата како Карпошово востание. Пред востанието Карпош бил долгогодишен ајдутин, а подоцна и ајдутски арамбаша. Со востанието бил прогласен за крал на Куманово. Додека корените на востанието лежеле во повеќе вековната подчинетост на македонскиот народ, како и неговата незавидна економска и општествена положба под османлиска власт, непосреден повод била втората опсада на Виена од страна на Османлиското царство во 1683 година. Во чест на востанието на Карпош, до 2013 година плоштадот на влезот на старата Скопска чаршија во Скопје го носило името плоштад Карпошово востание, но по поставувањето на големата фонтана со статуа на Филип II Македонски, плоштадот бил преименуван во името на овој крал на Македонија со одлука на Советот на град Скопје. Во 1683 година османлиите повтор пат се нашле пред зидините на Виена. Во тој период Австрија била преокупирана со агресивна политика на францускиот крај Луи 14 1638 до 1715 година и нерешените прашања со унгарските велможи. По двомесечна опсада на градот на помош пристигнала австриската како и полската војска, предводена од кралот Јан Собејски. 1629 до 1696 година, а Јан, не знам дали знаете, тој всушност ги сопре османлиите во Виена, така да после мора да се вратат назад. Турските сили биле разбиени и биле принудени на масовно и повеќегодишно повлекување. Во март 1684 година со придружувањето на Венецијанската република кон Австрија и Полска формирана е Светата лига. Подоцна во 1686 година кон истата се приклучила и Русија. Во текот на долгата војна австриската војска го ослободила Белград, а во истата година во септември 1689 година го ослободила и Ниш. Набргу потоа австриските сили предводени од генералот грофот Силвио
пилкопокомини, придружени од локални доброволци, се упатиле на југ кон Косово, освојувајќи ги притоа Прокупле и Грделичка клисура. По неколку дена ја освоиле и Приштина, а оттаму на 22 октомври тргнале кон Качаник со намера да се освои Скопје. На 25 октомври тие влегле во Скопје, кој бил полн со залихи од животни намирници и трговски стоки, но напуштен од местното население кое броело околу 60.000, и турската војска, поради низа фактори како оддалечувањето од главнината на австриските војски и непогодните временски услови, а пред се поради чумата што обеснела во градот, Пиколомини решил да се повлече од градот и издал наредба истиот ден да се запали. Пожарот беснел цели 2 дена на 26 и 27 октомври и го уништил најголемиот дел од градот. Според турските документи, местното население во Мариово се побунило уште пред заземањето на Ниш од страна на австриската војска во септември 1689 година. Насекаде ајдуците биле раздвижени и ги здружувале силите со општото востание. Самото востание избувнало кон средината на октомври 1689 година во североисточниот дел на Македонија. Центарот бил на подрачјето на Кратово и Крива Паланка. Селаните биле предводени од занаечи, свештеници, рудари и ајдуци, начело со ајдуцкиот Рамбаша Карпош. Востаниците притоа им се придружиле и логистичка поддршка на австриските сили. Набрзо востаниците ги ослободиле Кратово, Крива Паланка и Качачкиот премин кон Србија. Австрискиот цар Леополд, кога слушнал за востанието на Карпош, му испратил свечена книжевска капа. Карпош меѓу востаниците се стекнал со слава на крал на Куманово. Уште пред востанието кон средината на 1689 година предводел една ајдутска дружина во Деспот планина, а кога турските власти распишале потера по него, тој успела да избега и да ја пренесе својата активност на Нишката, Лесковачката, Времјанската, Призренската и Пиротската каза. Што се случува со текот на востанието? Главното упориште на слободната востаничка територија била Крива Паланка, која и пред тоа представувала најсолидно турско утврдување во областа. Востаниците изградили и едно сосем ново утврдување крај Куманово. Незадоволувајќи се со здобиените позиции, востаниците имале за цел да ја прошират слободната територија, подготвувајќи се за поход во правец на Ќустендил. Најверојатно тие действувале заедно со австриските одреди, особено во времето на нивните акции во Македонија. Исто така веројатно е дека биле преземени известни чекори во правец на надворешното признавање и афирмирање на слободната востаничка територија како независна и суверена. Современите турски хроники и местното народно предание го титулираат Карпош како крал на Куманово, титула која подоцна и била призната од царот на Светото Римско царство Леополд од 1640 до 1705 година. Воедно и според австриските документи, кога Пиколомини влегол во Приштина во 1689 година, бил пречекан од 5000 востаници, меѓу кои најголемата единица била токму на Карпош. Меѓутоа, набрзо дошло до пресврт на војно-политичката состојба на Балканот, што крајно негативно се одразило врз понатамошниот тек на востанието. Кон крајот на октомври османлите презеле серија мерки со цел консолидацијата на своите војни редови. Прво бил назначен нов голем везир Мустафа Паша Чупрели Зеде. Една од првите негови мерки била одлуката за укинување на низ за извонредни давачки. Непосредно со овие мерки започнале подготовките за напад против македонските востаници и австриската војска. На помош на турските војски им пристигнал кримскиот хан Селим Гирај со своите борбени и жестоки татарски одреди, кои ќе бидат ударна сила во престојните судири со востаниците. Прв на удар била Крива Паланка, во која се наоѓале неколку илјади востаници кои се спремале за напад на Ќустендил. Дознавајќи за големата надмоќ на непријателот, востаниците ја запалиле и напуштиле Крива Паланка
Паланка, повлекувајќи се кон Куманово. Веќе следниот ден турските и татарските одреди се појавиле пред градот. Востаниците се решили да го пречекат непријателот надвор од новоизградената тврдина. Во судирот бил заробен Карпош со голем број на своји борци. Последен отпор на востаниците давале од тврдината, која била преземена на јуриш, а нејзините бранители биле погубени. Османлиската војска сега се упатила кон Скопје, водејќи ги со себе заробените востаници. Скопје тогаш се наоѓало под контрола на ајдути, веројатно Карпошови луѓе, но кога чуле за поразот на Кајкуманово и за приближувањето на османлиските војски, тие се разбегале. Во Скопје кај камениот мост на Вардар, Карпош бил изведен пред Селим Гирај, набиен на колец, а потоа изводен од татарските копја и фрлен во реката Вардар. Тоа се случувало најдоцна во првите денови на декември 1689 година. Трагичната смрт на Карпош воедно го означува и крајот на востанието. По ова османлиската војска тргнала во поход на север против австриската војска и во јануари 1690 година ја поразиле во битката на Косово поле. Во август 1690 година австриската војска го напуштила Ниш и Османлиското царство во целина. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење на хамбурги, салати, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, реков, и Олдис Брекфест го задоволуваат вашиот вкус, а за многу поволни цени. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти во Торонто и околината. Не чекајте, бидете и вие едни од гостите на Вимпис со вашата фамилија или пријатели, за потоа да бидете и нивни редовни муштерии. Нека неделното утро или ручек биде во еден од ресторантите на Вимпис ресторант. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac,
го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата Flower by Lilac, Марија и Христина Белчевски, на сите вам ви ја честитат црковната нова година, посакувајќи ви добро здравје и просперитет во сите ваши семејства. А ние да одиме со рубриката Жена, мајка и дом. Во вечерашната наша емисија, односно завршуваме со серијалот, би го нарекла, за кромидот како лек. Во спаление на црниот дроб, испасирајте 200 грама кромит и затворете во тегла со 7 децилитри бело вино, 100 грама мед и 2 лажици листови пелин. Држете го на топло место најмалку 20 дена и протресете го неколку пати во текот на денот. Пите една чаша 3 пати на ден пред јадење. За проширени вени, земете 2 лажици суви лушпи од кромит, истурете на 100 мл водка или стилна ракија и оставете ја да обстои една недела. Процедете и земајте 20 капки 2 до 3 пати на ден во текот на 10 дена. Против хемороиди, земете 4 лажици кора од кромит и варете во 2 литри млеко 10 минути на тивок оган. Оладете да биде топло, но не врело и се цеди. Потопите го болното место во седечка бања 10 минути. И оние кои имат отсуство на менструација, сварете 2 до 3 лажички суви лушпи од кромит во литар вода 15 минути на тивок оган. Оставете да се олади, па процедете. Пите една чаша 2 пати на ден наутро и навечер 30 до 40 минути пред оброците. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом. Тивка ноќ е сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Ако слушнеш, мила моја, нека светне пенџере. Јас ќе бидам среќен, мила, како да си крај мене. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат
čuješ samo ti, kolku ljubav ke ti kažat, moj te zvučni akordi. Ova moja serenada tebe ti ja darujem, miren son i dobra noć, mila ti poželujem, ti ko sviram sada možeš da me čuješ samo ti, kolku ljubav ke ti kažat, moj te zvučni akordi, ti ko sviram sada možeš da me čuješ samo ti, kolku ljubav ke ti kažat, moj te zvučni akordi. По повод 60 годишнината од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, свештеникот Александар Тодоровски ги поздрави присутните со говорот што вечерва ќе ви го презентираме, а на кој од се срце му благодарам. Меѓу другото, еве што истакнува. 60 години на вера, традиција и заедништво катедрала Свети Климент Охридски Торонто. Ваше блаженство, архиепископ на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и на Јустинијана Прима, господин Стефан. Ваше високопреосвештенство митрополит американско-канадски господин Методи, почитуван архиерејски заменик и намесник на канадско наместништво протоереј Ставрофор Синиша Ристовски, почитуван отец Сашо Целевски, високочесни и чесни отци, поранешни и пензионирани свештеници, почитуван господине Борис Стојкос, председател на нашата црковна општина со управата, почитувани поранешни председатели со нивните управи, почитувана председателка на женската секција господја Вера Стефановска и сите поранешни председателки со членовите, почитувани членови на младинската организација Минет, на нашето неделно училиште, на литературното друштво браќа Миладиновци, на пензионерскиот клуб Гоце Делчев, на фолклорниот ансамбл Македонка, драги делегати, гости и сите присутни браќа и сестри во Христа. Со голема радост и благодарност ви посакувам добре дојде на ова свечена вечер по повод големиот јубилеј, 60 години од осветувањето на нашата македонска православна катедрала Свети Климент Охридски Торонто, првиот македонски православен храм во Канада и епархиски соборен храм на нашата света црква. 60 години, тоа не се само бројки, туку вистинска историја. Тоа се 6 децении во кои овој храм беше и останува духовен стожер, центар на православната вера, на македонската историја и традиција, на нашиот јазик и идентитет. Тука, во срцето на Торонто, далеко од татковината, се сочува она што е најсвето и најдрагоцено, верата во Христа и љубовта кон својот народ. Овој храм не е само градба од камен и дрво, туку живо сведоштво дека македонецот и далеко од својата татковина знаел да ја сочува верата, својот мајчин јазик, својата историја и идентитет. Во овие свети зидови, илјадници верници низ годините го пронашле светото прибежиште. Тука се пренесувале молитви во радости и во таги. Тука биле крштевани децата, благословувани брачните заедници, испраќани во вечноста најмилите. Тука се изговориле молитви и славословија кон Бога и тука се крепила верата што не обединува. Нашата катедрала е жив сведок на верата и идентитетот на македонскиот народ во Канада. Овде нашите предци, доселеници во ова и далечна земја, го најдоа својот духовен дом.
Во овие свети зидови тие ја пронајдоа силата да ја сочуват верата, македонскиот јазик, идентитет и припадноста кон својот народ, а својата љубов кон татковината ја пренесоа на идните поколенија. Така, нашата катедрала стана и остана школа за верата и за националното достоинство, за духовното и културното наследство што не определува како македонци и како православни христијани. Не случајно нашиот храм го носи името на Свети Климент Охридски, највозвишениот ученик на светите браќа Кирил и Методи, првиот епископ на словенски јазик, нашиот духовен татко, просветител и учител на македонскиот народ. Тој е столб на Охридската школа, оној што е запалил светлината на верата, духовноста и образованието меѓу нашиот народ. Неговото дело не е само историско, туку и живо меѓу нас. Со него живее нашата писменост, нашата вера и нашето национално достоинство. Како што Свети Климент создаваше духовни школи и градел генерации ученици, така и ова катедрала веќе 6 децении школа на верата, на духовноста и на нашето национално достоинство. Неговото бесмртно наследство продолжува да свети и денес преку овој храм што го носи неговото име. Како што тој ги учеше своите ученици во вера, мудрост и добродетел, така и ова црква веќе 60 години не поучува, не храни со духовна сила и не обединува како едно големо семејство во Христос. И токму затоа, ова вечер има особена смисла и тежина. Вечерва не само што се сеќаваме и празнуваме, туку и оддаваме признание. Признание на сите оние кои во овие 60 години на кој било начин придонели за изградбата, развојот и зачувувањето на нашата света катедрала и нашата заедница. А ова вечер е Avorten Recognition Night, вечер на благодарност, вечер на признанија. Вечерва сме овде да се подсетиме, да се поклониме пред сето тоа што е вложено и да оддадеме признание. Вие сте тие кои ја сочувавте верата, кои ја продолживте мисијата на Свети Климент и на нашите предци. Вие сте тие кои ја изградивте ова црква не само со камен и вар, туку со љубов, со пот, со солзи и молитви. Секој од вас оставил дел од својата љубов и од своето срце во ова катедрала. Без вас ова светилиште немаше да биде тоа што е денес, соборен храм на македонската вера и идентитет во Канада. Дозволете ми вечерва со особена почит да го поздравам сегашниот председател на нашата црковна општина, господинот Борис Стојкос, кој со љубов и посветеност го води храмот во овие денови на јубилеј. Истовремено се поклонуваме со благодарност пред сите досегашни председатели со нивните управи, кои низ децении со пожртвуваност и одговорност оставија траен белег во развој на нашата заедница. Вечерва оддаваме признание на сите кои се вградиле во ова светилиште, на председателите и управите кои низ годините ја водеа заедницата, на председателките на женската секција и сите членки кои со љубов и труд беа двигател на многу добри дела, на донаторите и добротворите, волонтерите и помагателите, на културните и младинските секции, на пејачите и хористите, на сите служители и работници кои се грижеа храмот секогаш да биде достоен за молитва и заедништво. Затоа вечерва, кога ќе ги повикаме по име сите оние на кои им даваме признание, тоа нека биде израз на нашата љубов, благодарност и почит и нека биде пример и поттик за сите нас и за идните генерации да продолжат по истиот пат. Дозволете ми, заедно со мојот собрат во Христа, отецот Сашо Целески, од дното на срцето да ви се заблагодариме на сите за вашата љубов, доверба и поддршка. Особена благодарност искажуваме кон нашиот надлежен архиереј, митрополитот американско-канадски господин Методи, кој е вечерва овде со нас. Тој со својот архипастирски благослов и доверба не постави за парохиски свештеници во ова света катедрала, а за нас тоа е голема чест и благослов што служиме во храмот и што заедно со вас го прославуваме овој историски јубилеј. Голема чест за сите нас е и присуството на поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија на Јустинијана Прима, неговото блаженство господин Стефан, чие доаѓање голем благослов за нашата заедница и потврда на духовната врска со нашата света црква и со нашата татковина Македонија. Возлюбени браќа и сестри,
Овој јубилеј е и подсетник и завет, подсетник на верата и жртвата на нашите предци, но и завет дека ние сме должни да го чуваме и предадеме ова свето наследство на новите генерации. Нека ова 60 годишнина биде поттик да останеме обединети, да ја чуваме верата, јазикот и идентитетот и да им го пренесеме тоа богатство на нашите деца и внуци. Вечерва прославуваме не само едно минато, туку и една иднина. Нашата задача е да продолжиме да го чуваме ова светилиште, да ја чуваме верата, јазикот и идентитетот за едните генерации, да останеме она што сме, вистински православни христијани и достојни чеда на нашиот македонски народ. Нека нашата катедрала Свети Климент Охридски продолжи да биде светилник на верата и духовноста во Торонто и во цела Канада. Нека не обединува, нека не учи, нека не чува. И на крај, сите заедно да посакаме Свети Климент Охридски да го чува овој наш епархиски соборен храм и сите нас уште многу, многу години. Добро дојдовте и нека е честит и благословен овој голем 60 годишен јубилеј. Ви благодарам. А јас кон овој контекст би се представила со песна која ја посветив на на поглаварот Михаил некаде 1294 година, а песната носи наслов Молитва. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Богот на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Владико, ти што уште во утробата на твојата мајка со Божјата премудрост денес разделуваш дарови според верата што ја проповедаш, ти на кој долетеле 1000 ангели за да направат нов лик на светец, дојди во мојот дом и остави траги од твојата лик на повеќе места од зидовите, за да вечно биде благословен нашиот род. Владико, од ова време, со твоите молитви, повикај ги владиците од оној свет, повикај го Доситеја и Ангеларија, Кирила и Методија, Климента и Наума, повикај ги сите оние кои мислиш биле добри за земјата македонска, за да тие таму и вие овде со помош на Бога го вековечите мирот и љубовта во светот, за да ги истерјате злите духови, а Македонија да воскресне како на небесата, така и на земјата. Владико, само ти тоа го можеш. А сега во име на свештениците, отецот Сашо Целиски и отецот Александар Тодоровски од црквата Свети Климент Охридски, на сите вам, честитајќи ви ја црковната нова година, ви посакуваат добро здравје и секој ден да бидете еден за друг со љубов и мир меѓу сите нас и, како што велат, убавини во Македонија и мир во светот. Дай Боже сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Дай ми Боже сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека да смеа Боже родот лав мој, златен дожд од мудрост
dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smije. Neka rasne, o Bože, rodot moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smije. Daj mi, Bože, ljubav angelska, donos tebe ja zaposeram, da se rodim žito medeno, vino zrelo semeno. Neka rasne, o Bože, rodot ljubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smije. Neka rasne, o Bože, rodot ljubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smije. Daj mi, Bože, sila nebesna, da se krenem, da se izvišam, kako zvezda jasna ogream, himnu vam zaveram. Neka rasne, o Bože, rodot ljubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smenije. Neka rasne, o Bože, rodot ljubav moj, zlaten došt od mudrost dolgo neka pije, neka vide, o Bože, večan rodot moj, neka je što ne smenije. Крайните минути да ги искористиме место мој коментар на неделата со колумната на мојот сограѓанин Ламбе Арнаудов. Еве што пишува. Каде се сопнавме на нашиот трнлив пат кон полноправно членство на Европската Унија? Никаде. Немаше каде да се сопнеме, ниту верата вистински ни се отвори, ниту пак за Македонија имаше видлив и јасно обележен пат што требаше да го изодиме. Цинизмот и карикатурата предлозите со кои од време на време не залажуваа и ни ги премачкува очите, но најчесто ставајќи ни розови очила, најпрво нашите наивни и колебливи политичари, кои што потоа заради свое издигнување лажија пред сопствениот народ. Така неколку пати подпишавме некои навидум надежни договори, полни со очигледни сопки и несовладливи препреки, а да тоа оние подписниците или не ги видат, може би недоволно уки да ги разберат или пак не знам од која било друга причина да ги премолчат и текст што не води кон целосна политичка, државничка и идентитска бездна заради своја лична афирмација ги прикажува како историски успеси. Но доволно беше дури и политичар аматер површно да го води текстот, јасно однапред знаеше дека тоа е гибел за Македонија. Тие европејците знаеа често авторитетите, ако смеам така да ги наречам, глумејќи искрена желба да го олеснат нашиот тешко продлив пат, не става на стартна позиција, ќе ни ги врзеа двете нозе, потоа ќе не ставеа во вреќа до појас, останатите земји аспиранти далеко од зад нас, исполнувањето на сите реформи и домашни задачи ги става 99 метри пред нас и бара да ги стегнеме и бидеме први, односно да победиме во трката на 100 метри. Прво, не се сопнавме ние, не паднавме сами,
туку не сопна и не турна во амбис проклетството на Лисабонската декларација. Таа Лисабонска декларација донесена на 27. јуни 1992 година во Лисабон, која што од друга страна се темели и заснова на претходен договор, односно декларација од 16. декември 1991 година, каде што стои дека поранешната Југословенска република Македонија и се гарантира неповредливост на границите и територијалниот интегритет на државата X, која што нема да го содржи нашето вековно име Македонија. Македонија која е претходно од правни, економски, социјални, воени, безбедносни, граѓански, демократски и политички експерти беше прогласена заедно со Словенија дека тие се единствените две држави кои ги исполнуваат сите услови што задоволуваат полноправно членство во Европската Унија, и тоа не само од државните произлезени од поранешна Југославија, туку и од државите од источна и југоисточна Европа. Истото беше со факти и податоци потврдено дека сме први од 24 земји кандидати дури пред Словенија. Се прашувам каде е правдата, односно каде е исчезната таа, а нејзиното место во преден план го зазеде неправдата. Проработи секогаш подмачканата и како нова кралска машинерија Савојска, Бурбонска, делот Саксобурготска, па ако сакате и Романови. Кралските роднински врски беа постојано под удар на загрозените народи, нивните блиски и подалечни роднини ги убедува своите дека мојчната сила, многу голема и најмодерна држава Македонија, ќе го загрози нивниот идентитет, ќе го оспори нивното постоење, можеби територијално, делумно или целосно ќе ги избрише од светската карта на држави. Параноја, вешто изглумена со одлично смислена пропаганда и апсолутно измамничка успеја. Што да кажам, жалам, искрено многу жалам што не сме такви какви не представува нас македонците, за да се уверија првостепено дека тоа е една од најголемите историско-политички заблуди што модерниот свет толку лесно, наивно ја проголта. Или што мислите, можеби јас сум наивен. Нашите врвни политичари, актуелни и временско и просторно присутни актери со главни улоги, доверени од режисерот, македонскиот народ, го упропастија најдобриот филм што требаше да се сними и да ги освои сите Оскари што се доделуваат сега во Холивуд, не во Холивуд, туку во Брисел, Страсбург, Лондон, Париз и другите земји на МОК, и со тоа дополнително ги усложија и успокорија процесите. Чест, благодарност и поколение на ретките исклучоци. Останатите колебливци, кукавици, незнајковци, неиздржливи без жиливост, без постојаност и најважно без трошка љубов, родолюбие и патриотизам. Ги оковавте своите браќа и сестри во тешки пранги и рџосани бугари, букаги, без око да ви трепне и срам да ве обземе. Имаме една порака за вас. Додека не ви стигнало проклетството на совеста, барајте прошка од македонскиот народ. На овој свет ден 8 септември, нашиот крал, цар, војвода или надвојвода, неговото величество, народот, можеби ќе ви прости да ја оплакнете вашата црна совест, да ги признаете гревовите, страдањата, неправдите и жртвите што ги нанесовте на македонците. Друго ништо не ве ми е. Сакам едно свое лично мислење да дадам за сите случувања од тие тешки времиња, а мислам релативно, бидејќи бев присутен и внатре во македонскиот парламент и во Европскиот совет, и искрено жалам што и јас не сторив нешто повеќе и затоа себе си не се амнестирам. Утеха ми е за разлика од другите што се обидоа. Почитувани европейски пријатели, соседи, пријатели, промашени државници, штетници. Уште еден ваков пријател и душман нас не ни треба. Ќе продолжиме идната недела, а сега да ја чуеме песната за Ченто. За жал не сме во можност да еметуваме сега песната за Ченто, но тоа ќе биде идната недела кога ќе ја завршиме колумната од Ламбе Арнаудов.
Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.
Бога.